Уште 6 деца се заразени со салмонела во Беровскиот регион, покажа анализите направени од Центарот за јавно здравје Кучани. Дали овие случаи се поврзани со детската градинка 23 август или не, ќе се знае најдоцна утре, вели директорот на Центарот Гоце Серафимов. Резултатите исто така треба да покажат дали има потреба за зголемување на обемот за испитување надвор од регионот. Од резултати кои од утримнава ги добивме, имаме уште 6 утврдени случаеви на салмонела, односно од деца кои се од тој крај. Крајнат со анализите се на основа на копрокултурите кои се добиени од регионот, со тоа што обврска на епидемиологот да направи своја анкети. Тој веќе работи на случајот и дали се поврзани со детската градинка или се поврзани со некој друг случај, ќе се направи денес и утре, односно на основа на тие анализи ќе знаеме од каде се што се. Резултатите покажаа дека имаме поголем број на деца заразени со салмонела. Анкетите ќе покажат дали има потреба да се зголеми обемот на испитување во регионот. Кај лицата и на површините од кои се земени мустри во Беровската детска градинка немаше присуство на салмонела, а тоа го покажаа првичните резултати од анализите на Кочанскиот центар за јавно здравје. Во однос на храната, ќе се утврди во следните 24 часа, а се уште пред нив останува отворена задачата да се утврди кој е причинителот за оваа зараза. Од она што до сега излезено како резултат, немаме ниту една позитивна мостра на салмонела, за тоа што чекаме и одредени анализи на одредени храни за кои се потребно малку подолго време. Работи за класични методи кои се утврдени со законската регулатива. Децата во Беровската градинка со симптоми се јавија кај матичните лекари минатата недела, пошто кај нив беше утврдено присуство на бактеријата салмонела. Кујната во детската градинка 23 август во Берово е затворена, но се уште останува да се утврди каде била салмонелата.